Она што во продолжение ќе го погледнете е визита и денеска ќе се погрижиме за вашето здравје. Ве оставам во убаво друштво заедно со мојата драга колешка Билјан и незиниот гостин, а со мене ќе се видите во рамките на најдобрите совети. Биле, повели. Благодарам, Милена. Добар ден, упатувам и велам до нашите почитувани гледачи. Вистинско време е за уште една визита. Во неа денеска ќе зборуваме за кожните проблеми, состојби, заболувања, сето она што може да значи проблем со кожата. Таа е најголемиот орган на нашето тело, го штити внатрешниот дел на телото од надворешните влијанија, меѓутоа честопати токму на кожата може да се манифестираат најразлични работи кои што некогаш можат да значат дека имаме и некаков друг здравствен проблем. Од најобични бемки, дамки, црвенило, иритирање, премногу мрсна, сува или пречувствителна кожа, но до оние и посериозните, можеби кои што бараат и подолготрајно лекување, како псоријаза, екзема, себореа, алергиски реакции и ред други нешта, и она најопасното на кое што секогаш мораме да внимаваме, следењето на бемките и карциномот на кожата. За сите овие работи денеска зборуваме во визита, ги очекуваме и вашите прашања, каков било и да имате проблем со кожата, слободно јавете се, поставете прашање за да добиете совет токму од докторот што ни е денеска на визита. Почнуваме веднаш. Доктор Андреј Петров, дерматовенеролог од клиничката болница Аџибадем Систина, ни доаѓа денеска на визита. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден дојдов. Така, овој период од годината кога веќе ни се затоплува времето, сонцето кое што долго време и го очекувавме, некако и најчесто зборуваме за проблемите со кожата, иако се присутни во текот на целата година. Кои се најчестите, доктор Петров, со кои што вие во секојдневната пракса се соочувате? Добро, кожните болести се доста широко, да кажам, распространети. Вие самите кажавте во воведот дека кожата е најголемиот орган на човечкото тело и заради тоа и проблемите кои се јавуваат на кожата се нешто што често се случува. Она што е предност во однос на другите, да кажам, органи е што кожата е достапна на преглед со голо око. И секој човек, сите од нас можеме да регистрираме да регистрираме одредена промена и тоа е многу различно, да речеме, во споредба со некои други органи каде што ни се потребни посебни ендоскопски методи за да се визуализираат одредени промени што се јавуваат. Голем број различни болести на кожата постојат. Секако во секојдневната пракса, ако ме прашувате кои се најчести, можем да кажам дека се почести се алергиските болести, се почести се кожните карциноми кои се јавуваат, за жал. Голем број на хронични воспалителни болести на кожата, псоријазата, екцемите, сето тоа е дел од една секојдневна пракса. Секојдневно луѓето доаѓаат со тие проблеми и се јавуваат кај нас во болницата. Има голем број на вирусни заболувања на кожата кои се јавуваат, понекогаш и бактериски заболувања на кожата. Во принцип патологијата е прилично широка, оштетувања од сонце кои настануваат. Тоа се голем број, вака да кажам, од пациентите кои доаѓаат во амбуланта, во секојдневната пракса се регистрираат. Ние се трудиме нормално прво да ги примиме, да диагностицираме болеста, а понатаму и да им понудиме соодветен третман на пациентите. Така, многубројни се и најразлични, меѓутоа треба и навреме така да побараме лекарска помош, да не оставаме прво сами нешто да правиме, бидејќи самите овие проблеми бараат и долготрајна терапија, можеби и малку поголема упорност така од самите пациенти. Секогаш е подобро нешто да се открие порано. Значи, постои она стара изрека дека е секогаш подобро нешто да се спречи отколку да се лечи. Меѓутоа и кога ќе дојде во ситуација да се лечи, многу подобро е да во почетните стадиуми се лекува, кога сигурно и можностите за лекување се многу поголеми, отколку да се игнорираат симптомите и да се дојде во една фаза каде што дури ни современата медицина не може за некои работи за жал, да одговори на потребите на целосно излекување на пациентот. Меѓутоа, се повеќе здравствената култура и кај нашето население расте на повисоко ниво, луѓето се грижат за своето здравје, доаѓаат на време, се проверуваат, овозможуваме редовни контроли. Сето тоа е добро и тоа е нешто што како тренд треба да продолжи.
Така, надворешните влијанија, исхраната и ред други фактори веројатно си имаат свое влијание така за појавата на одредени проблеми со кожата. Секако, секогаш влијанието и на надворешната околина, што значи и на влијанието на, вие спомнавте, сонцето, кое е се поприсутно во многу болести, понатака начинот на исхрана, типот на живот. Меѓутоа, не можеме да го игнорираме и генетскиот фактор. Дел од работите зависат од средината, меѓутоа дел од работите се наше обележје, конституција, така сме родени. И тоа е нешто од што не можеме да избегаме. На тоа не можеме да влијаеме, но можеме да влијаеме на факторите на животната средина, на избегнување на оние потенцијални ризик фактори. Можеме да влијаеме на заштита од одредени влијанија. Исто така можеме да го прилагодиме нашиот начин на живот, да овозможи да на еден добар начин се однесуваме со заштита и со нега на своето тело и кон своето здравје. Како велиме, и надворешната убавина и здравје на телото и внатрешната, така подеднакво мораме да се грижиме. Премногу мрсна, премногу сува или пречувствителна кожа, тоа е некако најмалиот проблем кој се јавува со кожата, многу посериозни се и овие, и може ли од таква состојба од премногу мрсна или премногу сува да дојде до некој од овие? Може, меѓутоа кога во денешно време кога ќе дојде некој пациент таков, тоа е, да кажам, нешто што е од докторска страна посакувана варијанта, иако пациентот, човекот има право да биде загрижен. Секој не се разбира доволно за да може да процени што е опасно, што не е опасно, затоа и служат докторите за да се отиде кај нив. Меѓутоа, во суштина, во спореба со денешните болести кои се јавуваат, тоа се минорни проблеми кои не велам дека не треба да се третираат. Себореата е нешто што мастењето на кожата, нешто што е често присутно, начинот на живот, стресот под кој сме сите постојано изложени влијае многу на тоа. Тоа е работа која исто така може и да се превенира и да се намали, да се редуцира. Сувата кожа е една конституција која имаме, некаде 20% од популацијата се раѓа со нешто посува кожа и тоа во текот на животот треба да се коригира. Денеска постојат голем број на емолиенти, на неутрални кремови, лосиони кои овозможуваат да се додаде она што на кожата природно и недостасува. Така да тоа е нешто што може да се исто така искоригира во одреден степен и да влие превентивно да не се јават тие екцемни промени кои се јавуваат по кожата, рани, кои се последица на тамошното сушење на кожата и на влијание на одредени надворешни фактори. Така, па потоа тоа пукање на кожата, посебно нели во зимскиот период кога е студено, па може и нешто друго дополнително да искомплицира. Најинтензивно изразено е во зимно време заради тоа што е студено, како што кажавте, влијанието на средината, меѓутоа и помалку работат, помалку лачат лојните потните жлезди кои нормално ја подмачкуваат кожата и затоа голем дел од граѓаните кои доаѓаат и кои прашуваат од населението зошто баш во зима ми се случува ова, ми пука кожата, ме чеша, рани ми се јавуваат, тоа е заради тие причини, иако не е исклучено да се јават и во други периоди од годината, меѓутоа тоа е тогаш поврзано со одредени други влијанија, со одредени алергии на треви. Веќе треба да помислуваме на нешто друго, да. Понекогаш прашината знае исто така во било кој период од годината да предизвика такви реакции на кожата. Така, и затоа и кожата си бара посебна нега и заштита во секој период од годината. Зимскиот, пролетниот, летниот, есенскиот. Некогаш може ли некои знаци или симптоми, нешто што се манифестира надворешно на кожата, да ни укаже дека имаме проблем некаков со некој друг орган во телото? Секогаш може, затоа што кожата е еден вид огледало на ситуацијата внатре во организмот. Ние често пати врз база на изгледот на кожата можеме да проценуваме, па дури и за состојбата, да кажем, на некоја личност, врз база на тоа како изгледа. Меѓутоа и кожата е индикатор и за одредени болести. Уште од давнина се знае дека жолтицата, да кажеме, оној жолт изглед кој се појавува на кожата е резултат на заболување на црниот дроб и така натаму. Од давнина се знае дека чешањето кое се јавува по кожата може да биде последица на зголемен шекер во крвта. И има одредени други болести и симптоми кои секогаш се јавуваат со промени на кожата, одредени
рани на нозете може да бидат последица на слабата циркулација која се јавува. да. Сето тоа може да биде, ако внимателно се наблюдува, индикатор на Иако подолготрено трае, тоа Иако треба да трае. забележиме, Да, нели? да. Во моментот нешто ако ве почеша, така не е ништо страшно. Апсолутно. Да, ама ако трае Ако подолг трае период, нешто треба да ни долго биде и алармист. ако не е поврзано со нешто што вообичаено се случува, да речеме опаѓањето на косата само по себе не е, може и да не биде здравствен проблем, меѓутоа ако се јавува наеднаш, Так. без никаква причина во одреден период од животот кога луѓето не се, да кажам, изложени толку на действието на хормоните, да е онаа генетска андрогена алопеција која се јава, тогаш може да бидат поврзани со одредени заболувања на одредени жлезди, да. последица на одредена терапија што се прима, може одредени лекови кои се користат исто така да доведат до испаѓање на косата. Сето тоа се индикатори, знаци на кои треба да се обрне внимание. Така, да си го следиме собствениот ритам на телото, а и сите промени кои се јавуваат на кожата. Да ги слушнеме гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме. Јавам ви, имам еден долгогодишен проблем. Околу попочната вртка и длабоко надолу ми се јавува долго време крвенило има и се љупи. Бев на доктор, масти ми дадоја, не ми помина. После и одов на хирург, натрешно 4-5 пати ми е чистено. И пак исто така, црвенило и се љупи кожата. Потоа ми најдоја бактерија на трешниот дел и малку и на надворешниот дел на кожата. Клавак доста масти, неколку масти. После 3 месеци ми помина, од кога ги доплодов сите масти. Ама, ево пак ми се јави истиот проблем. Што може да биде? Длабоко внатре околу папоко и додолу до попочната вртка. Така, ејте, доволно е за да го слушнете и Благодарам. советот. На прашањето ве разбрав и мислам дека исправно е постапувано дури и во лекувањето, бидејќи вие го опишавте не само она што ви се случува, туку и начинот како тоа е лекувано. Спрема она што може да се заклучи е дека се работи за некое воспаление, некоја иритација дерматит кој често се јавува околу папокот, особено бидејќи тоа се површини кои се преклопуваат, доаѓа до триење, се создава влага таму и знае да се разрани, знае да се зацрвени, да тече понекогаш. Бактериските инфекции секогаш кога ќе најдат такво некое тло каде што има рана, каде што кожата е оштетена, бидејќи бактериите нормално живеат на човечката кожа, знаат да се населат и да предизвикаат дополнителни проблеми. Она што јас можам да го советувам е да во моментот кога тоа се среди, ќе се излечи, како што вие кажавте, ќе се повлече, тогаш треба со одредени неутрални кремови или одредени талкови кои ја впиваат влагата во тој дел, бидејќи тој дел знае да влажи понекогаш и да мацерира, да се спречи понатаму да се повторуваат овие работи. Значи, кога веќе ќе се смири состојбата, како што рече, за да не се повтори после извесен период. Така, затоа што пак треба кога нешто ќе и се тогаш јави да се иритација, направи. тогаш може да се дадат противвоспалени лекови и кремови и антибиотик, како што беше кажано од страна на гледачката, меѓутоа од кога ќе се смири, треба да се превенира тоа да не се повтори, бидејќи тоа место е изложено често пати на иритација, кај некои луѓе е и предиспонирано да се јавуваат тие екцемни реакции баш околу папокот и тоа е нешто што најдобро е да се превенира, да не се дозволи да се повтори во оној интензитет како што тоа се случило. И тоа ако се биде дисциплиниран, тоа може да се спроведе на ефикасен начин. Така. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме. Гледачка од Скопје. Така. Поздрав на емисијата. Ви благодариме. Значи така, моето прашање е, значи мојот сопруг, значи на левата нога, значи како му доаѓа на од натрешна страна, значи кај мекото месо му излезе едно како младешка, или не знам како се вика, значи се држеше како за мало конче, како да кажам. Значи тоа постепено се зголемуваше, значи пред неколку дена му помодре. Значи, јас му го залепив со фластер, значи, за да не го иритира, пошто нели таму нозете се спојуваат. И сега, значи, на него му падна, значи, тоа, пошто не сакаше да оди на лекар, викаше дека не е ништо, значи му падна. И сега, значи, под него, ако му искача ново,
Значи, дали е тоа, мислам, знам дека е некој проблем чим се појавува ново. Мислам, дали може да се среди ако се оди на лекар или Да, ќе мора да го убедите сопругот да оди на лекар, нели? Прво нешто што треба да направите, а сега ќе слушнете и препорака од доктор Петров. Благодарам на прашањето. Треба да се види што е прво. Да. По описот може да бидат повеќе работи, Да. се да не нагаѓаме за што се работи. Најдобро е да се дојде на лекар, треба да се види, има работи за кои е доволно да се направи само клинички преглед и да се пристапи кон одредени тераписки процедури. Дали е тоа да се смрзне, дали да се исече тоа со одредени средства, не знам, радиобранова хирургија, ласер, сега зависи што е. Да. Или пак да се направат дополнителни испитувања од типот на дермоскопски преглед за да се види состојбата ако има потреба од тоа, значи ако е некоја пигментна промена, бидејќи кажа дека тоа е некој невост, некој младеж спрема неа, меѓутоа тоа може да е за запазување и мислење на Така, на она пациентот. како првично го гледаме, тоа е ама не првично ги така знаеме мисли. докај работите, така Може би се лаички работи за нешто друго, може би е некаква вирусна брадавица Да. или така по локализацијата може да биде често се случува таму, така да најдобро е да не должам да се обратите на лекар и да се види за што се работи. Ако доктор тоа го погледне, со сигурност ќе ви каже кој е начинот како да И се што реши понатаму, тоа, што така, понатаму, да. Ќе бидат разрешени сите недоумици, дилемите ќе сите се дилеми, разрешат така, бидејќи секогаш е тоа подобро. Ние сите имаме понекогаш тоа е човечки, кога треба да отидеш на лекар, не е баш едноставно тоа кај голем дел од луѓето, па ајде можеби ќе ми помине. Добро и тоа е или пак некогаш ги сметаме како и за некогаш ги мали, занемаруваме за мали незначајни промени, работи. така? Да. Меѓутоа, мојот совет до вашите гледачи и до луѓето е дека секогаш е подобро нешто да се прецени како опасност, отколку да се потцени. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до вас и емисијата. Ви благодариме. Сакав да го кажам доктор, нешто ме чеша телото, ме јаде нозето, лицето, раце и кога го чешам ми се црвенува. Што може да е ова? Ми се црвенува тоа, баш како ќе ме јаде тамо, што го чешам и ми се црвени. Што може да е у раце, нозе, лице. Аха, на повеќе делови на телото. А колку време трае веќе тоа? Па трае 4 години. Благодарам на прашањето. Во однос на тоа што го кажавте, вака по локализацијата личи дека е некоја екцемна реакција или народски кажано мајасил народот, како што го кажува, затоа што е чеша, затоа што се сева на раце, на нозе, долг период трае, се повторува, тоа се некои се лупи, тоа се некои како што симптоми рече, на еден хроничен екзем или мајасил, народски кажано на рацете и нозете. Треба да се кожата што е можно повеќе хидрира, масти со специјални кремови за сува, атопична кожа, а доколку се јават и дополнителни промени поинтензивни, поизразени, треба да се дојде на доктор да се дадат и дополнителни лекарства во вид на кремови, понекогаш и таблети, антихистаминици, за да се намали јадежот, чешањето, да се направат одредени тестови, да се види дали има понекогаш и контактна реакција на нешто што допираме со рацете, со нозете. Па дополнително го иритира, значи прави контактна алергија. Често пати, кај луѓе со сува атопична кожа, кај се случува да имаат и алергии на никел, на метали, па одредена бижутерија или саат или прстен, нешто што се носи на раката може да предизвика реакција или па обична мануелна работа во текот на денот. Голем дел од нас во текот на денот работиме со инструменти од метал, со различни прибор во домаќинството се употребува, така да треба да се користат што повеќе кремови да кожата се масти. Во исто време, ако тоа не е доволно, треба да се дојде на доктор. Но ќе знае ли гледачот какви креми и масти? Треба сепак да се направи една проценка или пак совет, така? Бидејќи од она што го спомна, веројатно и не бил на преглед. Јас зборувам во случај да не е во можност веднашка да дојде. Најдобро секогаш е да се од почетокот користат и следат препораките и сугестиите од страна на доктор кои се според протоколи за лекување на болестите. Значи, ако тоа не помага, најдобро е да дојде
гледачот на доктор да се обрати и да се види таму за што се работи. Тоа е она за што му го советувам, тоа може да биде на дерматолог било каде во земјата. Така, и тоа ќе биде онаа соодветна терапија која што ќе ја намали ваквата реакција. Доктор Петров, карциномот на кожата не можеме да не го споменеме. Во пораст ли е? Ажурни ли се гледат луѓето во поглед на прегледите, прегледот на бемките, само прегледот на дерматолог? За жал, се почесто и почесто се јавуваат не само карциномот на кожа, туку и меланомот, што е туморот на пигментните клетки кој се јавува и кој е, да кажам, најчеста причина за смрт од кожните болести кај луѓето и најчест малигни тумор, да речеме, што се јавува кај жените, кај младите луѓе во третата деценија од животот, помеѓу 20 и 30 години, тој е најчестиот малигни тумор што се јавува кај жените, инаку просечно се јавува на некоја возраст од помеѓу 50 и 60 години. Кај луѓето се јавува од пигментни клетки, од оние меланоцити така наречени, затоа треба бенките, сите тие флеки, пигментации, младежи, не знам кој уште термин се користи во народот, да се проверуваат редовно, да се гледаат. Тоа е она што е најважно во целата таа работа, бидејќи тука со обичен, едноставен, само преглед. Ако се знае едно обично правило, дека секоја промена, секоја бенка која се зголемила, која пораснала, која променила боја, која почнала да крвари, треба да ни привлече внимание дека нешто се случува и дека треба да дојдеме на доктор, да се погледне таа дермоскопски, да се види дали има одредени индикации за промена на структурата на таа мрежа пигментна која ја има внатре и да се советува одредена постапка натаму, дали отстранување, дали контроли редовни, сето тоа може да се следење, нели? Или пак прогнозата што ќе се направи, дали би се проценка што треба да се прави понатаму. Тоа особено важи за луѓе што имаат светла кожа, светли очи, кои имале во семејството случај на некој кој боледува од овие болести. Меѓутоа и секој друг. Според протоколите, еднаш годишно треба да се прави задолжителна контрола дермоскопска на сите овие пигментни бенки, промени по телото кои се јавуваат и тоа е најдобар начин да се превенираат, да се спречат случаи каде што некој пациент ќе дојде предоцна, кога ништо не може веќе да се направи за неговото здравје, кај што веќе може само палиативно да се делува, само да се олеснат некои работи. Кога ќе се дојде на време, излекувањето е 100%. Значи, ние имаме повеќе случаи, десетина случаи кои за овој краток некој период од година, две сме ги фатиле во инситу стадиум. Значи, кога не се прошириле во низ мембраната надолу, не поминале во подлабоките слоеви на кожата, што значи дека пациентот е целосно излекуван од една многу опасна болест, целосно излекуван само заради фактот што дошол на време на доктор. И тоа е нешто што треба да се прави. Исто така, заштитата од сонце, она што го советуваме постојано, штетното влијание на сонцето, бидејќи веќе не сме во ерата кога тенот се сметал за здравје, за некаде на почетоците на 20 век со појавата и на интензивното сончење и солариум и сето она што се користело, се сметало дека здравиот тено на браун боја е израз на здравје кај луѓето. Веќе одамна е тоа отфрлено и се смета дека сонцето е сериозен ризик за многу болести и дека јас не велам да не излегуваме на сонце, бидејќи тоа па има свој психолошки ефект врз сите нас, го користиме. И си ги има и другите придобивки, има други придобивки на организмот, ама ги користиме, одиме на плажа, одиме на планина, се рекреираме, сето тоа треба да се прави, и тоа нема причина тоа да не го правиме, а при тоа да не се заштитиме од сонце. Тоа е едноставно, може да се направи со употреба на заштитни кремови, на соодветна облека и така натаму. Тоа е исто така нешто што е важно за превенцијата. Од друга страна, бидејќи долготрајното штетно влијание на сонцето, така врз кожата и врз бемките, така може да доведе до и кумулативниот долготраен ефект има свое влијание и инцидентното изложување, така наречените изгореници од сонце, имаат свое влијание, особено во развојот се смета на меланомите, дека тие епизоди
на интензивно изложување на сонце и изгореници што сме ги имале, да не се исплашат гледачите, сите сме ги имале во тек на животот. И јас и било кој, особено во детска возраст. Меѓутоа, затоа треба една здравствена едукација, здравствена култура, да се заштитиме, да ги заштитиме нашите деца, да се мачкаат со заштитни фактори за сонце, да не се изложуваат на сонце во периодот кога е тоа најинтензивно изразено, со цел колку што можеме, она што е во наша можност. Јас ви кажав, ние не можеме да влијаеме на генетските промени кои се случуваат. Меѓутоа, можеме да влијаеме на спречување на штетното влијание на животната средина и исто така да влијаеме на подобрување на нашата здравствена култура која ни возможува да ги избегнеме одредени ризици кои по нас постојат. Тоа е во однос на меланомите, особено од големо значење, како најмалигни тумори, меѓутоа и кожните карциноми кои се јавуваат, иако не се толку страшни, треба да се препознаат и треба на време да се... Најопасниот е меланомот. Најопасниот е меланомот, меѓутоа со текот на времето, сонцето особено влие таа хронична изложеност на сонце на појава на кожните карциноми на отворените делови на телото, најчесто на раце, на лице, на ушни школки, на носот. Значи, тоа се места кои често се случуваат одредени ранички кои се занемаруваат и потоа кога ќе дојде во амбуланта пациентот се гледа дека се работи за еден карцином или за една преканцероза која треба да се реши на соодветен начин. Не е страшно бидејќи тие никогаш во најголем дел тие што се најчести базоцелуларните карциноми не метастазираат оддалечено и со хируршка интервенција или со смрзнување или со било кој зрачење понекогаш зависи од локализацијата, различни можности има, кај што може да се решат и човекот е практично здрав, 100% излекуван без никаква можност да од тоа настрада, што не значи дека тоа не може да се повтори, меѓутоа повторно пак може да се третира, бидејќи во 20 до 30% од случаите тие карциноми знаат да се повторуваат, можат понекогаш да се јават и на друго место на кожата. И повторувам, тука е најважна заштитата од сонце. А ако нешто се регистрира, да се дојде, да се направи дермоскопско испитување, ако треба земаме и парче биопсија од кожа за да видиме хистолошки за што се работи и постапуваме спрема протоколите кои се многу добро, да кажам, поставени од Националниот канцер центар во САД, во Америка, кај што сите тие постапки се веќе во зона на широк консензус во науката. Никој во светот што се бави со тоа, а што е некакво значено име, не мисли нешто спротивно. Значи, толку долго се постапува по овие работи што веќе се добро истресирани патиштата, а граѓаните особено не треба да се плашат од една догма која постои, од едно народно верување. Ми рекоа бабите да не го рчкам тоа, што ми излегло, за да не го отстрануваме, да не го подзаљутам, затоа што знаеле они едни во селото живеел тука, што го или во градот, или било каде што го чепкаше тоа, па потоа човекот почина. Тоа е погрешно, тоа е нешто што нема никаква допирна точка со науката, нешто што само придонесува голем број на луѓе, на пациенти да дојдат во фаза кога многу помалку можеме да им помогнеме. Затоа мојот апел е во тоа воопшто да не се верува, тоа е догма, тоа е нешто што нема врска не со науката, нема врска со здравиот разум. Така. Ќе се направи многу подобро доколку не се изгуби драгоценото време, така ако може да се реагира на време. Времето е сев за некои болести. Ако се реагира на време, како и за некои други болести, интернистички или било какви кои колегите ги препорачуваат, така и за кожните болести. Со тоа што тука привилегијата е што имаме можност да ги препознаеме на време. Може да се реагира. Не мора да чекаме некаков симптом, нешто да не здоболи, туку едноставно на кожата се можеме да забележиме. Можеме да забележиме и можеме да се обратиме на доктор, можеме да интервенираме и можеме да ги превенираме последиците, наместо нешто да го чекаме да се развие, па потоа да мислиме што ќе се прави, да се дојде во фаза кога ништо веќе не може да се направи. За жал сме имали и такви случаи, на луѓе кои од различни причини доаѓаат предоцна за одредени работи, иако и самите се свесни дека тоа е лошо, дека нешто што интензивно, толку многу се расширило, че може да доведе... И повторно оставиле да се чека, и оставиле да се чека од различни причини, се лекувале со одредени народни, бабски лекови, иако се свесни дека промената не само што не се намалува, туку расте. Така да, мојот апел е секогаш да најсигурната работа е да се дојде на доктор, сепак е
добро да се земе мислење, да се види што понатаму. Понекогаш е добро да се отиде и за второ мислење на кај друг доктор. Тоа не е за тој доктор кај што одите, тоа не е проблем, тоа е чест некој да ве подложи на супервизија во работата со пациентот. Така да тоа е сосема нормално, логично, дозволено. Јас само ги охрабрувам вашите гледачи да сите тие работи ги земат како нешто што може да им помогне. Така. И навреме сето тоа да го направат. Да ги слушнаме повторно прашањата на гледачите. Добар ден, повелете. Ало, добар ден, гледачка од Куманово. Вака, значи јас одам редовно на контрола за бимки. Имам на грбот највеќе. Не многу, меѓутоа имам, значи сите се ми се различна големина, за сега се во ред, но имам уште едно прашање. Пред месец дена сум породена со царски. Сега проблемот е тоа што од тогаш наваму цело време телото ме чеше, меѓутоа ме чеше целото тело. Сега не знам дали е се уште од анестезија или не, уште кога се разбуди во салот, од тогаш ми е тоа. Проверив крвна слика, ми кажа дека тоа треба да направам, само што ми рекоа седиментација 22, дека е висока, дека тоа не е добро и друго ништо не ми рекоа. Сега прашувам дали може тоа да биде од царскиот или не. Мислам дека Ви благодарам многу. Да, и ние вам за јавувањето. Благодарам на прашањето. Значи мислам дека не се работи за нешто што е поврзано со царскиот рез, операцијата. Нормално е во бременоста, а и после бременоста како резултат на хормоналните влијанија, бидејќи тука се случуваат силни хормонални промени во текот на бременоста, да кожата стане посува, да почне да чеша и тука би упатил само да се хидрира кожата со што е можно повеќе кремови кои се специјализирани за нега на кожа, кои може да бидат препишани од доктор, да се јавите или на гинеколог во тек на контролите или на дерматолог. Тоа е нешто што е природна, нормална појава, не е поврзано ни со невусите, со младежите, ниту пак е поврзано со самата интервенција. Интервенцијата нема врска со јадежот кој се случува по она што сега отпосле се појавило, да. По кожата се работи едноставно за хормонални промени кои се случуваат и во бременоста и после бременоста и кои доведуваат до одредена таква симптоматологија, да кожата се чувствува како посува и заради тоа треба да се третира. Така. Но за поздрав е ова што постојано се следат Тоа е бемките, одлично, така и те се појавил некаков симптом, па направена и проверка на крвната слика. Така тоа е нешто првично веројатно што би можело да се види како резултат. Тоа што вие го правите, гледачката го правеше, односно го искажа дека еднаш годишно ги контролира бемките, тоа е за поздрав и тоа е нешто што треба сите да го правиме. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден, ве поздравувам. Ви благодариме. Да ме посоветувате за мојот проблем. Така, секако ќе слушнете советот доктор Петров. Пред неколку години, кога ќе се возбудам или нешто ќе се нанервирам, ми поцрвенува лицето и почна да ми пукаат капилари и тоа од тогаш, пред неколку години до сега тоа непрекинато се случува. И целото лице ми е ишарано со испукани капилари, а и ми се јавуваат сега во последно време 2 години и болчиња така од испукани капилари или е како е. Ве молам да ми помогнете што да правам, што да преземам, имам проблеми. Треба ли дополнително нешто да прашате? Слободно, гледачката е на линија. Ако јас ве сватив, на лицето се јавуваат испукани капилари, што е честа. Да, црвенило пред тоа. И црвенило. Црвенилото веќе е нешто што се случува понекогаш и емоционално. Вие самите тоа го кажавте, човек кога ќе се возбуди, кога ќе се изнервира, и тоа не е типично само за вас. Тоа секој од нас понекогаш, кај секој човек се случува, кај некои луѓе повеќе отколку кај другите, бидејќи реагираат по-емотивно, реагираат почувствителни се и кожата тоа го покажува, особено во делот на лицето, на деколтето, тука знае да се јави црвенило кога некој ќе се возбуди, кога ќе се изнервира во моментот кога е под стрес. Тоа е нешто што е транзиторно, односно што трае кратко и потоа поминува. Не би тука ништо друго советувал, освен да едноставно човек на тоа не обрнува многу внимание. Да тоа пројде,
едноставно го совлада со некоја разбирање на ситуацијата дека не се работи за некој поголем здравствен проблем. Во однос на капиларите кои се испукани, тие не може да се вратат сами од себе во првобитна состојба, бидејќи тоа се попуштени крвни садови. Значи тие пукнале и како мрежа се отвориле понекогаш на повеќе места на лицето, знаат. Зашто на лицето, бидејќи тоа е изложено на надворешни влијанија, на ладно, значи на студено, на топло, и тие екстремни влијанија знаат понекогаш да влијат. При тоа и конституцијата, генетиката, кај некои луѓе со површни крвни садови на лицето знае да биде предиспозиција која доведува до тоа. Јас можам да ви советувам да за тоа побарате, тоа го решаваме ние кај нас во клиничката болница Аџи Бадем Систина со примена на современа технологија на ласери за васкуларни промени, површни крвни садови на лицето, може да се користат и радиобранови методи на затварање на тие крвни садови, зависност од нивната големина, зависност од локализацијата. Закажете термини, тоа ќе го направиме. И за да не се прошируваат, а кога се сепак на лицето се многу повидливи отколку нели како и за да не се шират, меѓутоа и заради естетскиот проблем, особено кога се јавуваат на лицето, и ние имаме голем број на луѓе кои доаѓаат за таков тип на интервенции во пределот на лицето, кај жените во предел на нозете исто така се јавуваат тие проширени мрежасти крвни садови кои можат ефикасно да се затворат, а за поголемите, да кажам, васкуларни проблеми ги пренасочуваме кај колегите од васкуларна хирургија кои на друг начин хируршки ги решаваат доколку има некои поголеми крвни садови кои представуваат особено на нозете проблем. Така, и сега спомена како некои ранички или акни, предпоставувам нешто што на лицето се појавува, дали од тоа црвенило или пак некаква друга реакција. Некогаш и од стресот, така, акните ги поврзуваме со младата популација, ама не значи дека и кај повозрастните некогаш не може да се изфрли лицето. Може би не се акни, може една состојба која се нарекува розација со црвенило и со веќе која има некакви акни, така наречени, или розација или акне розација ние нарекуваме, што е различно од акните. Треба да се види, треба најдобро е да се дојде на доктор и да се направи клинички преглед и да се советува што понатака ќе се постапува. Во секој случај не е нешто опасно и страшно за што треба да се секирате. Тоа е проблем што се решава. Така, добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден, поздрав на водителот на емисијата, многу поздрави на докторот. Ви благодариме. Јас јавам од Западна Македонија. Жената има еден белек во левата страна од главата. Тоа е испод влакната, значи на кожата тоа. И се јаваат, прво беше црвено и малку му течеше. После сега почна да се црвени. 2 пати сме биле разновидни лекарства сме примале. Што може на лекарот, што може ни советуват докторот? Само да ве прашам, тоа е нешто што сега се појавило или вашето Сега не е многу време. Америка сме биле, дојдеме и беше како белек, сега така. Од овие лекарства сега малку повеќе некој гел, некој апч, нешто потребуваат повеќе. Не е проширено многу, ама тука негде сантим така помало. Треба да се ви советувам да се дојде да се види што е, ако е сега по бојата, таа може да биде и некоја промена од васкуларно потекло, значи треба да се види за што се работи. Може да се третира со лекови, може да се третира и со одредени, да кажам, медицински уреди, може и да се извади ако е нешто што треба да се хируршки да се отстрани, треба во секој случај да се види што е. Во случај секогаш кога има нешто што и покрај терапијата не поминува, треба повторно да се побара медицинска помош, да се види кој е начинот како тоа да се реши. Ако не е некоја голема промена, по ова што го кажувате, може и да се извади. Меѓутоа, пак со резерва ви кажувам, треба да кога ќе се направи преглед, тогаш ќе може да се знае. Да, вака им даваме совет и препорака што следно и треба и можат да направат кога станува збор за некој проблем. Секогаш во случај кога нешто не се решава и покрај терапијата треба повторно да се побара лекарско мислење, бидејќи не секогаш проблемите може да се решат на прва. Бидејќи никој не знае се, никој не е семокен, понекогаш
доаѓаат во опција и повеќе можности. Затоа треба да се направи секогаш кога нешто гледаме дека и покрај терапијата стои повторна асоција на доктор. Така, да. И уште последното јавување и последниот гледач за денеска. Добар ден и за вас, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав. Ви благодариме. До гостинот и до вас. Јас ќе спрашам за псоријазата. Ајде. Како да ја ставиме под контрола? Се работи за момче од 26 години. И ја третираме со белосалик и со псоркутан, ама псоркутанот веќе го нема во продавниците. И сега само со белосалик, но не може никако да се стави под контрола, па дали треба нешто да се пие преку уста? Колку е изразено на лакти, на колена или На поголема? лакти, на испод колената и главата. Добро, тоа значи дека не, ако е само таму, не е голема површина од кожата зафатена. Така, јас само извинете, ќе ве прекинам, доктор Петров. На последниот гледач секогаш му доделуваме подарок. Дали сте се уште на линија? Да, на линија. Да, име и презиме. Само ќе ми кажете колку да слушнеме, кому му го доделувам. Андреевска. Како извинете? Ленче Андреевска. Ленче Андреевска. Го добивате комплексот за убавина и здравје. Течниот колаген, велиме, нели треба да се грижиме и за кожата, да ја негуваме. Течниот колаген кој што содржи хиалуронска киселина, витамин А, С, цинк и Б комплекс, кои што се добри за здравјето на кожата, за сврзното ткиво, ја намалуваат болката во зглобовите, тетивите, лигаментите и ја подобруваат подвижноста. Со користењето на овој течен колаген, чија што предност е бидејќи во течна форма, па полесно се апсорбира во организмот, си обезбедувате квалитет и баланс на вашето секојдневно живење, се грижите за здравјето и убавината и однадвор и одвнатре. Го добивате течниот колаген од Визита и од Фармаген. Сега, доктор Петров, извинете што ве прекинав, само да одговориме За добро беше, не. Така, да. Зависи колкава површина од кожата е зафатена. На прашањето дали треба да се користат и таблети или некоја друга терапија. Во суштина, за помала површина, како што гледачката искажа, лакти, колена, малку во главата, пристапот што го имаат е добар. Со белосалик, тоа е кортизон со салицилна киселина, со псоркутанот еден одличен лек. Тоа е, доколку тоа држи болеста под контрола, тоа е супер. Значи не советувам ништо Важно е да не се проширува, така Важно е да не се ширува и таму каде што е има да се доведува во ситуација да кожа да не биде тоа многу задебелено, многу воспалено со дебели лушпи. Во тој случај болеста е под контрола, бидејќи псоријазата е хронична болест, а трае долго, непредвидлива е, знае да се расшири на поголема површина. Значи локализацијата само на тие делови е нешто што ако се држи под контрола е добро. Кај оваа болест, кај псоријазата, од огромна важност е да се, бидејќи во најголем дел случаи сонцето делува позитивно, да се користи фактот што ние сме земја со многу сончеви периоди, со многу сонце, кај што еве го ова спротивното сега од она што го од она што велиме да се заштитиме, ама и меѓутоа има одредени болести, има и користни влијанија. Тоа не значи да се отиде помеѓу 12 и 3 пат да изгори човек на сонце, меѓутоа се користи предпладне или во доцните попладневни часови сонцето да се изложуваат тие делови на сонце делува позитивно и тоа сугерирам да го што повеќе користат во конкретниот случај вашиот син. Она што го кажувате, доколку болеста се расшири и доколку стане тоа нешто што не може да се контролира со овој тип на лекови, секако дека постои можност да се користат и други средства. Има потешки форми кај псоријаза, кај кои се користат различни лекови. Сега да не ги тука лицитирам да ги спомнам, има многу можности. Има многу можности, бидејќи ова е болест која е позната одамна, која исто така доста се истражува. Во светот има и биолошки, да кажем, одредени препарати и лекови, инхибитори на ТНФ, кои исто така се користат, кои се современи терапии. За жал, поради цената не се достапни кај нас на пазарот, меѓутоа има и други лекови, како ретиноиди, метотрексат, кои може да се користат кај многу можности да се одбере вистинската, веројатно поединечно за секој пациент, така? Тешките форми на псоријаза може да се одберат, а за мали промени на мал дел на телото, пристапот кој сте го одбрале е сосема соодветен, бидејќи не треба да се
преагресивно третира псоријазата. Искуството покажува дека кога се третира преагресивно и некритично се бомбардира со силни лекарства, може да доведе и до откочување на болеста и до нејзино ширење. Да го И потоа тешко се става под контрола, а се работи за болест која никогаш со сигурност не можеме да кажеме дека ќе ја снема, тоа не е инфекција, тоа не е некоја друга болест, па ќе ја отстраниме, ќе ја оперираме, тоа е една хронична воспалителна дерматоза која за жал трае, меѓутоа исто така во голем број од случаите има еден добар тек, значи. Добар тек, така. Иако има случаи кај што може да дојде до зафаќање на зглобовите, да покаже и друга симптоматологија, сепак времето кај што псоријазата се сметаше за болест на здрави луѓе, така наречено, е поминато. Се знае дека може да има и други проблеми кај псоријазата, но во овој случај, конкретно ова што ми го кажува гледачката, тоа значи дека една стационарна псоријаза и ви советувам да продолжите со начинот на кој сте ја третирале. Ако гледате дека тоа не е доволно, обратете се на доктор. Да. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Ви благодарам вам на поканата. Да. Почитувани гледачи, останете со нашата програма Метео 5, вестите во 11 часот, а веднаш понив повторно сме заедно со вас за да ви доделиме ваучер за дигитален апарат за мерење крвен притисок.